Будење со Јулија. Почитувани пријатели, добро вечер. И вечерва сме во нашето заедничко будење. И вечерва душава ми е радосна. А знаете ли зошто? Причината сте вие, драги мои. Причината се моите вечерашни гости. Причината е љубовта, која што заеднички ја споделуваме, низ која што се сплотуваме и како најмоќна енергија во универзумот ја усмеруваме кон јадрото наречено будење. Зашто од него започнува се, започнува нашето повторно раѓање, но овој пат свесно раѓање, во кое започнуваме нешто многу величествено. Започнуваме свесно да го креираме својот живот. Зашто, почитувани мои, ние сме креатори по самото свое раѓање. Ние креираме постојано, но дали креираме тоа што сакаме? Тоа е друго прашање. Затоа вечерва ќе се обидеме да дадеме одговор на ова прашање. Почитувани, ќе прочитам извадок од книгата Кои сме ние на мојата вечерашна гостинка. Познавате ли некој кој 90% од времето е среќен, безгришен, весел? Предпоставувам дека полесно ќе се сетите на некој што одговара на спротивниот опис. Но размислете, сигурно знаете барем една таква личност. Што е карактеристично за овие луѓе? Тие се оптимисти, секогаш ја гледаат светлата страна од животот. Работите лесно им одат од рака, најчесто се ведри и насмеани. Изгледаат како да се ослободени од секојдневните проблеми што ги имаат повеќето луѓе. Тие секогаш и не мора да се богати или особено успешни во тоа што го работат, или пак славни, но нешто сепак е очигледно. Тие се среќни и уживаат во животот. Прашањето е, зошто се толку ретки? Во што е тајната? Почитувани, вечерва ќе ви ја откриеме тајната. Вечерва со нас е авторката и писателка, значи психолог по професија на книгата Кои сме ние, господја Наташа Митровска. Повелете, Наташа. Добро вечер, добро вечер. Наташа, навистина ми е драго што вечерва дојдовте да бидете моја гостинка. Ви благодарам на поканата. Мене ми е чест да бидам гостинка во вашата емисија. Наташа, повелете и ќе имаме прилика да си поразговараме. Будење со Јулија. Епа, Наташа, добре ми дојдовте уште еднаш во емисијата. Мене навистина ми е драго што вечерва имам ваква убава прилика да се дружиме заедно, да проговориме заедно, бидејќи вие сте една жена која што навистина мене ме фасцинира на прв поглед, затоа што сте толку природна, толку присна, затоа што оваа работа што ја работите, веќе работите цели 15 години. И, значи, вашето основно звање е психолог, но тој психолог напиша една прекрасна книга која што се вика Кои сме ние и која што ќе биде всушност и најглавниот вечерашен повод за вашето гостување, бидејќи тука е преточен тој ваш труд и бидејќи низ таа книга навистина гледачите и тоа како секој оној што сака да тргне на патот да се спознае себе си, ќе му биде еден многу корисен водич. Прво да кажам, добро ве најдов, многу ми е мило што сум во емисијата и се радувам што токму ете мојата книга, мојата прва книга е тоа, не? Кои сме ние, бидејќи имам уште една, што баш оваа книга е повод за гостувањето во вашата емисија. Бидејќи секојаш се чувствувам недоискажана во врска со таа книга. Така. Па не, Наташа, и така е всушност затоа што навистина човек кога ќе почне да го да пишува за патот на себе спознанието, за тоа кои сме ние, од каде сме, тоа е неисцрпна тема.
И тоа е тема која што едноставно сите ние, колку да еве вие сте стручњак, но сигурно и самите ќе кажете дека постојано учите и постојано се надградувате. Точно така, јас токму со моите клиенти, значи и во мојата индивидуална работа како психолог и во семинарите, предавањата што ги држам, значи со луѓето кои ги посетуваат тие семинари и предавања, секогаш има што да се научи. Токму од тие секојдневни примери учиме и јас, и тие, и сето тоа заедно го може да се преточи во книга. Така, Наташа, вие уште сте, значи, морам уште малку да проговорам за вашата потесна, да речем, специјалност. Значи, сте и советник за неплодност, лайф коуч, тренер за личен развој, да, индивидуално работите и во групи. И па малку да пообјасниме за нашите гледачи на кој начин го правите тоа и каде го практикувате. Па, на кој начин? Значи, тоа се, да речеме, како што ги набројавте неколку во едно, меѓутоа, нели, мојата основна професија е психолог, нешто додатно е лайф коуч или тренер за личен развој, затоа што јас сум повеќе ориентирана во мојата работа во областа на саморазвојот и мотивацијата, односно на она полена самопомош, да речеме, каде што тука се и книгите од популарна психологија, кои што и ги пишувам, некои кои што ги преведувам. Значи, моето психолошко советувалиште концепција, каде што работам, инаку се наоѓа во Алуминка деловниот центар, таму ми е ординацијата, канцеларијата. Исто така таму се одржуваат и семинарите и предавањата, работилниците. Но она што е битно, нели, што тоа постои како еден центар за мотивација. Во тој центар за мотивација, всушност ги одржувам тие семинари, предавања, работилници, на кои што обработувам различни теми од мојата работа, нели, од она што значи самопомош, од она што значи и работа со индивидуална работа и работа во групи. Се е тоа таму. Така. Наташа, значи, мене што ме фасцинира вашите методи во книгата, се многу интересни. Тоа се методи и техники за како да се биде среќен. Тоа е на некој начин некоја ваша инспирација во целата досегашна ваша работа, така всушност започнува и вашата книга. И јас сега би сакала на самиот почеток да тргнеме вака убаво и да кажеме што е тајната на среќните луѓе. Да почнеме од тука, како и што најавив, да ја, значи, малку да ја разговетнеме таа тајна. Не малку, него малку повеќе. Па јас исто во книгата кој сме ние, нели, ја започнувам книгата со тоа. Фактички тргнувам, нели, како еден прв основен чекор во тоа да видиме како ние би можеле, како доаѓаме до среќата, како оние луѓе што се среќни спонтано доаѓаат до среќата и како ние тоа да научиме, нели, да го прекопираме и да го примениме во сопствениот живот за и ние да бидеме среќни, нели, и како што видовте и вие во книгата, значи таму е убаво објаснето како да од сите аспекти, и научно објаснето, и од спиритуален аспект исто така, и од аспект на психологијата, на медицината, на неврофизиологијата, значи имам дадено и некои експерименти кои што во моментот не ни се битни, меѓутоа сите тие доведуваат до еден основен заклучок, дека самото тоа, например, што децата се раѓаат како среќни, нели? Сите деца се среќни и насмејани. Ние се раѓаме како среќни, така? Да, ние сме по дефолт, по раѓање сме среќни. Да, но зошто тогаш некаде по патот се губи таа среќа? Некаде по патот се губи таа среќа, затоа што имаме на некои работи уште од мали нозе не учат поинаку отколку што би требало. Значи на секој чекор, на секоја средба со некоја препрека на патот кога растеме, кога се развиваме, од страв, оние што ни се најблиски, родителите дома, наставниците во школа, воопшто средината, пријателите, ни, како да кажам, повеќе додаваат на она што е негативно во моментот, отколку што не охрабруваат да не застанеме и да продолжиме пак. Односно, излегува дека повеќе не обесхрабруваат уште од мали нозе, отколку што не охрабруваат да тераме по својот пат, не охрабруваат да бидеме она што сме. Родителите и средината воопшто повеќе обрнуваат внимание на
пази на она, да не се случи ова, повеќе обрнуваат внимание на негативните исходи од нешто што го правите, отколку на позитивните. А би требало да е обратно, но и они тоа го прават од незнаење, затоа што и они се така учени, значи не можеме да се лутиме на никого што на родителите што ги учат своите деца така како што ги учат, затоа што и треба да им бидеме благодарни долку што ни дале, но сепак затоа на нас. Но затоа кога ќе пораснеме, веќе можеме да дојдеме до тоа дека ние имаме ум кој што е неверојатен, кој што има неверојатни потенцијали, кој што кога би ги научиле неговите законитости и законитостите во овој свет, во овој универзум во кој што постоиме, би за нас би било многу поинако и би можеле да бидеме многу посреќни отколку што сме. Човекот го спомнавте умот, но тој е ограничен со своите 5 сетила. И со своите 5 сетила тоа што го восприма, мисли дека тоа е тоа е стварноста и всушност прифаќа доброволно да биде затворен, да биде во сопствениот затвор на сопствените сетила. Како поинако од она што можеме да го видиме и да го чуеме, Наташа, освен она што можеме да го помирисаме, да го вкусиме со нашите 5 сетила, што е она друго што постои за да едноставно луѓето сватат дека има и тоа како излез од она што се вели на прв поглед кога ќе го видиш, ќе го допреш или ќе го слушнаш? Повеќето луѓе, значи, не познавајќи како им функционира умот и каков е овој свет во кој живееме, кои се неговите закони кои што не ги познаваме, освен оние што ги познаваме веќе, кои што сме ги учеле во школа, нели, како светот функционира, како овој физички свет функционира, тоа е нешто што, нели, веќе сме го апсолвирале и ние се раководиме единствено по тие закони. Меѓутоа има многу работи кои што не научеле во школа, а кои што сега доаѓаме до тој момент кога си велиме па добро, еве, учевме така, нели се тоа, сите така не учеле, сите функционираме на тој начин, тогаш што е проблемот? Да, значи, така слушавме од родителите, така слушаме од учителите. Сите така прават, па и јас. Нашите родители се наши први учители, па после доаѓаат нашите учители, кои што исто така ни го млатат умот, па средината другарите, другарките и што ти ја знам. Фактички ние имаме повеќе потреба да се одучиме од нешто, отколку да научиме нешто ново. Така. Затоа што ние сите овие нови научни сознанија доведуваат до заклучок дека ние постоиме не само како физички суштества, туку и како духовни суштества. Односно, дека поголемиот дел од нас е всушност спиритуалниот дел, не физичкиот дел. И квантната физика тоа го докажува, значи сите можеме тоа да го прочитаме некаде, може да луѓето да се интересираат повеќе, нели, да дојдат и на предавања, на семинари, да прочитаат повеќе книги од тие области. Наташа, јас се извинувам што ќе ве прекинам, бидејќи во моите емисии доста често зборувавме за тоа, еве и со почитуваниот Ниче Димовски. Знаете што сакам да ве прашам, еве вие како психолог, бидејќи луѓето, ние бевме една генерација, нели, која што учевме физика и сите ги знаат оние закони на физиката. Сега одеднаш нагло почнува да се спомнува терминот квантна физика. Сега, би сакала, бидејќи често пати го употребуваме тој термин, вие како стручњак, да изложите, за да знаат гледачите што всушност значи квантната физика. Кој е напредокот? Зошто со толку брз развој, значи све се одвива и зошто веќе некои закони што до вчера важеа како такви беа валидни, веќе денеска значи се променети. Значи се околу нас се менува и затоа и терминот квантна физика за разлика од оној класичен само физика кога го употребувавме. Значи вака, ако ги гледаме работите на тој начин, постојат две физики, да ги наречеме. Едната би била таа што ние сме учеле, или што сите сме учеле, Њутонова физика, така наречена, која што го објаснува нашиот физички свет. Значи, ја објаснува, не знам, силата на гравитацијата, ги објаснува сите можни закони физички што ние ги познаваме и според кои се раководиме во својот живот. Додека квантната физика, значи, кога се испитувало, да речеме, молекулот и атомот се крајно нешто во
обичната физика. Така. Нормално сега, јас не сум физичар, ова ви го објаснувам повеќе од мој аспект. Додека кога атомот земале научниците да го разложат на составни делови, нели порано се сметало дека атомот е неделив. Неделив, така учевме во училиште. Името на атомот доаѓа од зборот неделив, затоа се вика атом. Значи дека тоа е крајната најмала честичка која што ја познаваме. Меѓутоа, кога земале научниците да ја разложат и таа честичка и успеале во тоа, нели, се дошло до тоа дека атомот е составен од јадро и електрони. Да. Во јадрото имаме протони и неутрони и електрони кои што се движат околу јадрото. Сега, она што нас никој не ни го спомнувал на училиште е дека тој атом не ни ја кажале големината на тие честички. Значи, јас не знам, никој до сега не ми кажал, ниту сум слушнала некој да зборувал за тоа порано во школа, нели? Дека јадрото на атомот е 100.000 пати помало од целиот атом. И, значи, една убава споредба за тоа што ја давам и во книгата е атомот, кога би го сметале, кога би го гледале како едно фудбалско игралиште, тогаш јадрото на атомот би било едно зрно ориз во средината на стадионот, а околу, по рабовите на стадионот, би кружале електроните кои што се уште помали од тоа јадро зрно ориз. Значи, замислете колкав простор е тоа, каде што нема ништо, нели, јадрото и електроните се единствената материја во атомот. И што се случува сега? Математички израчунато, тоа е, значи, научниците го пресметале тоа математички и дошле до тоа дека целата материја во атомот, значи тоа јадро со протоните и неутроните и електроните заедно, таа материја изнесува 0,00001% од атомот. Значи се останато 99,99% не е материја, односно е некаква енергија. Сега, која енергија е тука, нели, тука имаме некакви електромагнетни сили и така натаму, тоа и не интересира толку колку што е поентата во тоа дека атомот, значи во 99,99% се состои од енергија. А целата материја што ја познаваме, значи се она што го гледаме околу нас, ние самите, нашето тело, се е составено од атоми. Значи, се е тоа материја и секоја материја е составена во крајна линија од атоми. И ако сите атоми, нели, мислам, не ако, туку сите атоми се составени во 99,99% од некаква енергија, тоа значи дека се она што го гледаме и ние самите, нашето тело е составено во 99,99% од енергија. Така. Ете, тоа е она основното, тоа тука има, нели, некои класични експерименти во квантната физика, сега да не навлезуваме. И значи токму и затоа квантната физика, да речеме терминот духовен, кога се употребува, се поврзува со нашето духовно. Затоа што сме ние енергетски суштества. И тоа не само што сме ние енергетски суштества, туку се она што го гледаме како материја, што го познаваме како материја е всушност енергија и тоа, нели, најдено е покрај тоа дека се е тоа енергија, дека атомот е составен од енергија, туку дека таа енергија е во постојано движење, бидејќи тие квантни честички, значи најмалите честички откриени, се како основни единици на енергија, се во постојано движење. Така, токму и тоа сакав сега да ве запрашам за да проговориме, значи, за вистинската природа на универзумот, затоа што всушност ние, значи, живееме во еден универзум, во еден мисловен свет, каде што мислата всушност е најмоќна, каде што мислата е енергија и таа наша поврзаност со универзумот всушност значи нашата мисла и како тоа се создава, како таа мисла е толку важна за тој универзум. Би сакала да проговориме и покрај тоа што тоа е нон-стоп тема во моите емисии, но со секој нов гостин се кажува по нешто ново. А тоа е многу важно за сите оние кои што се на патот на будењето и на патот да ги
променат своите мисли. Така. Значи, она што заклучоците до кои доаѓа квантната физика, во исто време, значи, да не кажувам сега и други, со други експерименти во неврофизиологијата, која што многу се занимавало со тоа, е дојдено до слични заклучоци. Така да, во суштина, нели, самиот тој заклучок дека ние сме енергија, дека ние сме енергија во постојано движење. Или да речеме дека ние самите, ние луѓето сме енергија во физичко тело. Така. Тоа би соодветствувало на спиритуалниот концепт, нели, дека ние сме душа во тело. Така. Сега тука има, нели, една мала закачка, да речеме, значи не она дека не сме ние тело кое има и душа, туку ние сме душа која има и тело. Односно, ние сме, пошто сме повеќе енергија, 99,99% сме енергија, а нешто многу, многу мал процент сме материја, значи ние би биле енергија во физичко тело. Така. И бидејќи таа енергија е во постојано движење, како што реков, нели има еден експериментот на двојната пукнатина, кој што е класичен експеримент во квантната физика и тој покажува како ние всушност ги управуваме случувањата. Како ние со помош на нашите мисли креираме. Тие експерименти, значи, покажуваат дека честичките, квантните честички, постојат на повеќе места, на многу различни места истовремено. Да. И ние со нашите мисли, односно било која свест, некој што има свест, а ние сме единствени суштества познати во Вселената што имаме свест, ние сме во состојба и нас ни е дадено единствено да ги управуваме тие, да ги насочуваме тие квантни честички во правец на она што го мислиме, во правец на она што сакаме да го создадеме, да го искреираме. Така и Хенри Форд, еве и во вашата книга, го цитираме, кажувам, мислите ли дека можете нешто или дека не можете, во право сте се едно. Да, Епа, ајде, Наташа, што се случува кога мислиме? Нашите мисли постојано во нашиот ум се одвиваат во форма на слики. Секогаш кога мислиме на нешто, иако не сме свесни за тоа, кај нас секогаш за одредена мисла што имаме се појавува соодветна слика. Например, ако сакам да си купам нешто, одам во продавница, нели, го гледам парчето облека што сакам да си го купам и во себе си го замислувам тоа парче облека со она дома што го имам, нели? Свелам дали ова да го купам, дали ќе ми одговара. Значи, тоа е визуализирање и имагинирање. Значи, во нашиот ум јас помислувам на тоа и се ствара слика во умот, односно си се погледнувам себе си ментално, внатрешно, облечена во тоа што сакам да го купам. Така. Или, например, нели, кога планираме нешто, кога планираме да одиме некаде, во колку саат треба да одиме, што треба да облечеме, што треба да понесеме со нас, како ќе одиме до таму, или кога некој ни објаснува од каде се оди, по кој пат се оди до некаде, до некој место што не го знаеме. Сето тоа ние го визуализираме во умот, односно имаме слика во умот за тоа што го мислиме. Затоа што нашиот ум, значи, размислува само во слики. Во слики, да. Така. Фактички сликите во умот се оној мост меѓу материјалното и духовното, бидејќи нашиот ум екзистира во нефизичката димензија. И преку сликите тој делува на нашата подсвест, тука ги поттикнува нашите емоции, а емоциите го поттикнуваат нашето однесување. Значи, врз основа на тие слики што ќе ги видиме во умот, а тоа значи врз основа на мислите што ги имаме, мислите на кои што се задржуваме, што се создаваат во телото емоции. Или на кои што го насочуваме нашето внимание, ги канат... Ете така. Значи, нашето внимание е најдобрата алатка што ние поседуваме, најзначајната, и ние со помош на вниманието. Значи, каде што ни е фокусот, таму ни оди енергијата, бидејќи сме составени од енергија, нели, а ние сме креатори, оние кои што со мислите креираме, тоа значи дека таму каде што ќе го насочиме нашето внимание, енергијата ни оди таму. Така, Наташа,
Ќе биде интересно за нашите гледачи, бидејќи вака кога зборуваме, и тоа изгледа нели убаво, но знаеме дека живееме во едно време во кое што навистина луѓето тешко се справуваат. Сите имаат некакви проблеми, сите се во некаков стрес, некаква депресија. Вие имате најмногу искуство со таквите луѓе. И јас во емисијава сакам токму на таквите луѓе, а нема кој денеска не живее во стрес, да речеме, или во нека поблага или потешка депресија, ајде да не видиме ефтен некако груба, но јас сакам токму ние да го свртиме вечерва вниманието и на мислите и да кажеме од каде произлегуваат сите тие несакани моменти во нашите животи. Од каде нашиот живот одеднаш станува вртоглаво, води надолу, вртоглаво ни се случуваат лоши работи. Зошто луѓето и како, на кој начин да го отргнат или како и каде да го насочат своето внимание. Значи, по-пластично и по-стиковито, бидејќи сакам да им помогнеме. Во нашиот свет, бидејќи ние не сме сами, значи ние сме тука единки, индивидуалци, меѓутоа живееме во светот заедно со многу други луѓе. Самото тоа што ние не сме сами, околностите кои што се случуваат во нашиот физички свет не се оние што ние можеме секогаш да ги одбереме. Значи, се случуваат работи кои што не се добри за нас. Се случуваат лоши работи, се случуваат негативни работи. Меѓутоа, ние сме оние кои што можеме да одбереме како ќе размислуваме за нив. Тоа е она што ние можеме самите да го одбереме. И тоа, баш како што рековме, со фокусот на нашето внимание. Она што ние го гледаме што го доживуваме, што го восприемаме со нашите 5 физички сетила, е всушност нашата актуелна реалност. Она во што се наоѓаме сега. И да речеме, ако имам некаков поголем проблем, проблемот го чувствувам толку многу токму затоа што сум фокусирана исклучиво на проблемот. Значи, сите негативности што произлегуваат од тој проблем, да речеме, нема човек пари, нели? Тешко се живее во денешно време, кај нас. Баш така, малку околу парите, затоа што сите денеска, Наташа, тоа е најгорливиот проблем. И колку и да е сериозен, нели, малку и да се насмееме, но токму тој пример за парите ќе биде најубавиот пример, ми се чини, за нашите гледачи. Бидејќи за љубов и онака зборуваме. За љубов ќе зборуваме до крајот на емисијата. Значи, кога човек... Наташа, се извинувам, затоа што сите велат, нели, дека без пари немало ни љубов. Ако е тука клучот, но не е така, нели, знаеме дека не е така, но еве да почнеме први од парите. Значи, кога човек е во потешка финансиска ситуација, она на што тој се фокусира е многу сметки, не може да ги плати сметките, нели, нема доволно пари за да си го прехрани семејството. Да не зборуваме дека не може да оди на одмор или не може да си дозволи да си купи нешто повеќе, или едноставно луѓе имаат, нели, немаат можност, немаат кров над глава и слично. Мислите ни се таму. Што се случува сега? Значи, ние кога ги разгледуваме тие околности, информациите што ги примаме од надвор, во нашиот ум, се пак тие истите. Значи, пак сум добила сметки и овој месец се сметките огромни, па уште, нели, ќе не стрефи и некоја казна. Извршител. И уште само си го зголемуваме стравот. Кога си го зголемуваме стравот на еден или на друг начин, значи дали од надвор, дали тоа што самите ќе почнеме да мислиме на нешто што може лошо да се случи, тогаш нашата вибрација, бидејќи ние сме енергетски суштества и вибрираме, постојано имаме некоја одредена вибрација која што ја испраќаме кон надвор, и нашата вибрација се снижува. Таа ниска вибрација привлекува повторно исти слични работи со таква ниска вибрација да ни се случуваат. Тоа значи дека ние во таква ситуација... Моментот кога ќе каже, значи, моментот кога ќе рече човек, па јас не сакам тоа да ми се случува, јас не сакам да не можам да си ги платам сметките, јас не сакам да бидам должен, јас не сакам
значи ништо тоа не сака. И тоа му се случува упорно и упорно. Зошто? Затоа што он вели не сака, меѓутоа сликите во неговиот ум се на тоа што не го сака. Да, он значи го гледа тоа што не го сака, го гледа во слики. Да. Нели е тоа нелогично? Кога ќе земеме убаво да размислиме, тоа е нелогично. Така. Не може ние да сакаме да имаме повеќе пари, а да мислиме и да зборуваме цело време за тоа како немам пари, како не можам да си купам ова, не можам да си купам она, како ми е тешко. Значи, тоа едноставно не оди едно со друго. Не сега дека треба да ја занемариме сосема реалност. Значи, ние нема да мижиме пред тоа што се случува. Да. Меѓутоа, ќе ја констатираме таа актуелна реалност и кога знаеме, затоа е потребно да се читаат вакви книги, да се слушаат такви предавања и слично. Значи, да бидеме во некој таков мод, да научиме нешто ново, бидејќи на оној степен сега, како што сме, нели, кои имаме некакви проблеми, ние не размислуваме така. Потребно е да го промениме аголот на гледање на работите. Кога ние ќе знаеме дека ние сме суштества со огромни потенцијали, дека ние сме самите креатори на својата судбина и дека ние можеме да ги менуваме нашите околности, нашата ситуација, нашата состојба, тогаш ќе се впуштиме да пробаме да го направиме тоа. Да. Техники има, методи има, значи се тоа е, јас ги опишувам во книгите, ги работам со луѓето и на индивидуалните сеанси и на семинарите, значи секој може да научи како да го прави тоа. Како да ги префрла мислите од негативното, од проблемите, да ги префрла на позитивното. Ние многу ретко сме учени да ги бараме решенијата на проблемите, да мислиме на решенијата. Туку секогаш не учеле, сега ова е така, ситуацијата е така и нели што ќе правиме? Да речеме едно дете кога има лоши оценки во школа, родителите го караат, учителите го караат. Значи него го обесхрабруваат тотално, нели да тоа дете промени нешто. Да. Додека кај ние возрастните веќе можеме многу полесно да го правиме тоа. Значи ние треба малце да ги промениме своите мисли и да станеме свесни дека кога ние ќе почнеме да мислиме повеќе на решението, односно на она што го сакаме. Да, ситуацијата е ваква. Имам многу сметки за плаќање, имам многу долгови, не можам да земам да си купам ова, не можам она. А што би сакала? Тоа е прашањето. Што би сакала наместо тоа да го имам во својот живот? Значи, тука луѓето се несклони да го прават тоа. И тогаш, значи, какви слики, еве свесно, бидејќи ќе дојдеме до процесот на визуализација додека да ја завршиме емисијата, зашто тој ми се чини дека е клучен момент и дека секој треба да го знае. Но, значи, еве сега веднаш да кажеме, кога веќе зборуваме за тоа. Значи, човекот треба да се труди да ги одбегнува таквите слики, бидејќи знае веднаш, значи, слика врз слика реди колку пари ќе му требат, не може да ги собере, не знам банки извршители и се тоа. Што на таква ситуација, како тој во својот ум свесно да си вметне друга слика? Значи, човек во таква ситуација сами од себе си се плаши со тие своји мисли. Так. Ќе се случи ова, ќе се случи она, ќе ми дојде извршител, нема да можам да ќе ми земат нешто од дома. Да. И така натаму, значи самите си се плашиме. Ние сите имаме таа способност за имагинација. Значи стравот е голем блокатор. Да, стравот е како човек да го избегне тој момент на страв? Бидејќи како човек да го избегне тој момент на страв, бидејќи всушност ако не е стравот, тој не би размислувал така. Да. Точно. Значи кога би ја употребувале нашата имагинација конструктивно наместо деструктивно, кога би почнале да, нели, малку по малку да пробуваме. Јас сите овие техники што ги опишувам во книгите и што ги работам, јас им велам на луѓето, пробувајте ги, значи применувајте ги за мали работи во својот живот. Да. Па ќе почнете понатаму, ќе можете и за поголеми работи, затоа што таа наша вибрација, позитивна вибрација не се гради преку ноќ. Значи не можеме сега од ништо, јас до сега сум размислувала негативно и сега преку ноќ да почнам позитивно да размислувам. Не, тоа не се случува така, меѓутоа и не е толку споро и тешко како што луѓето си мислат. Така, Наташа, значи, повеќето од луѓето сега кога не слушаат нас, секој ќе рече, па јас сум позитивен. Сите се трудат да бидат позитивни. Гледаме, значи, секојдневно среќаваме луѓе кои што навидум изгледаат позитивни. Но длабоко во себе
тие луѓе не се баш така позитивни. Како да ја објасниме онаа ситуација кога некој навидум е позитивен, а внатре во себе е незадоволен, всушност е негативен. И интересен е моментот да кажеме дека како мислата, како мисла, ќе биде позитивна и негативна. Каква енергија, значи, тоест емоција, треба да ја додадеме за да таа почне да вибрира на едно ниво, да речеме, избалансирано, во кое што нема постојано човекот да паѓа. Да. Значи, тоа е нешто што се гради со време. Времето е отприлика, да речеме, за нешто тако, за да смените некои навики, а може би неколку недели. Да. Не да речеме месец-два. За одредена цел, ако сакате да постигнете, ви се доволно 3-4 недели. Меѓутоа, за да го научите својот ум постојано или барем повеќе од времето да размислува позитивно, потребно е, нели, некој месец, 2-3 време на вежбање. Да. Тоа не значи, луѓето се плашат од тоа, мислат дека сега кој знае треба да станат некакви јогини, не знам, да одат на планина, да медитираат, значи не се работи за тоа. Ние сепак живееме тука, во дел сме од Европа, вака или онака, нели, физички сме дел од Европа. Добро, тоа не им е оспорено, но например луѓето просто мислат, ако почнат да се бават со такви некои техники, дека тоа е нешто многу тешко, дека тоа е баук, дека треба, не знам, да бидеш, да ќутиш, да молчиш, дека треба во некој друг свет, дека нешто кога ќе речат духовно, не знам, многу страшно им се гледа тоа. И уствари мислат дека си забеган, просто речено со такви зборови. Јас ја кажувам една од најпростите дефиниции за просветленоста во мојата книга. Нели? Според мене, просветленост значи да си, не само според мене, нели, според тие од кои што јас сум учела, просветленост, да биде човек просветлен, значи да е во допир, значи да е свесен за својата поврзаност, за поврзаноста со нефизичкиот дел од себе, со своето вистинско јас, со она што не го гледаме, токму за тоа изборуваме. Значи, ние кога би обрнувале внимание само на она што се случува, само на она што го гледаме и што го доживуваме со петте сетила, животот стварно нема да ни биде убав. Да. Меѓутоа, кога ќе знаеме, кога ќе почувствуваме дека ние можеме, како што тоа го прават децата, кога се мали. Они знаат дека можат се. Значи, всушност, секој ден мора да ја почувствува таа енергија, таа вибрација. Каква е таа? Каква е таа енергија? Ајде малку да ја опишеме со формулата. Ја почувствуваме, формулата, нели, познатата формула е мисли плюс емоции еднакво на привлечност, односно она што го мислиме и она што го чувствуваме ја има привлечната сила да ни привлече од средината, од нашата реалност, она што го сакаме. Она на што мислиме, она што прави да се чувствуваме добро. Значи, ние сме суштества кои што можеме да одбереме. Ние умееме да одбереме, да пронајдеме што е она што нас ни се допаѓа. Пеењето, например. Ако човек сака да пее, многу е добро да тоа често го прави. Нели? И да не му е професија. Ако човек сака да се занимава со нешто, како јас што се занимавам, со пишување, со читање. Значи, јас целото моје слободно време го трошам на тоа. На оние работи што ги сакам. Мислам, во поглед на работата. Значи, кога човек си ја сака работата, кога човек обрнува внимание и го прави, значи физички го прави она во што ужива, не знам, прошетки во природа или не знам, дружење со пријатели. Значи се она што прави да се чувствувате убаво. Наташа, вие рековте дека се чувствувате убаво кога пеете. И еве вечерва за нашите гледачи јас спремив едно мало изненадување и почитувани мои, бидете во исчекување за кратко. Одлично. Будење со Јулија.
Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Епа, драги мои, како и во секоја емисија, така и во ова, јас морам да ви кажам дека нашата Наташа многу сака да пее. Таа не е само психолог, таа не е само писател, туку таа вечерва ќе ни каже што поточно и каде пеела и од каде нејзината љубов за музиката. Но за да ние ова целото го направиме вечерва да биде комплет како што треба, јас поканив еден многу специјален гостин за мене, кој што многу го сакам, многу го ценам и со кој што соработувам со години. Тој е почитуваниот Наско Чапар. Леле. Добро вечер, маестро, добро вечер. Добро ме најдов. Те најдов, ти се множат многу убави емисии, ти се страшни убави, ти ги гледам стално. Така. Имаш секојаш некои нови убави интересни теми и ти пожелувам уште многу да ти трае, а кога ти требам, да ти помогнам. Наско, многу ти благодарам што ме удостои вечерва да дојдеш и да бидеш мој гостин. Јас морам да кажам за нашите гледачи дека долго време се познаваме, долго време музицираме. Морам да кажам дека си човек кој што нема кој жанр на музика не го свири. Леле. Кажи ми, Наско, еве за нашите гледачи, ти покрај тоа што знаат, но сепак оние сите што ја гледаат, што го гледаат моето будење, колку години си веќе на музичката сцена? Јуле, ме прашуваш некој не... Да, јас знам, ама другите уште малку да ги подсетиме. Значи треба да кажам и колку години имам. Многу сум долго. Сум свирил со лоши, јарни, добри музичари, пејачи, југословенска естрада, што да ти кажам. Значи, знаеме, во однос на музиката, знаеш, сега требаше да кажеш сега дека убаво шоу направивме со тебе. Така, па добро, ние шоу ќе правиме и понатаму. Апсолутно, затоа што сме во контакти, постојано соработуваме, сме имале многу настапи, како, значи, медиумски, така... Јуле, со музиката сум, од кога знам за себе, знаеш, дали? Се дружам со музичари, сум свирел со многу професионалци, го учев занатот од многу добри музичари. Так. Значи, им благодарам на тие што, ете, по нешто, од секого по нешто украдов, да кажам. Знаеш, занатот никој не ти го кажа, некој мора да го крадеш. И затоа и многу работи ги ценам, ги почитувам. Сега, знаеш, во слабава музика некако времево се смени,
Не сме многу. Наско, немој да се жалиш за времето. Времето е секогаш убаво за нас, затоа што ние имаме супер дружби и супер свет. Добро, јас сум секогаш со позитивна енергија, па сега. Така, ти си риба како мене, мора да си позитивен. Да ја прашам Наташа се. Да, Наташа и ти да не си риба. Јас сум шкорпија. Шкорпија, да, водени. Па добро, Значи си одговараме сите тројца. Апсолутно. Наташа, дали сте задоволни што еве Наско вечер ваќе не дружи? Да, баш се радувам. Што го запознав и што баш со него е. Наташа, Имам прилика да запеам. Друга прилика ќе правиме. Ова значи е све во ваша чест. Мене многу ми е драго што еве луѓето кои што доаѓаат кај мене се чувствуваат слободни, значи и другите таленти да ги искажат. Затоа што дека не мораме да бидеме виртуози по музика, но важно имаме добра волја. И сега еве вака, јас морам да запрашам. Малку поопширно да ни кажете за она како се одвиваше ваш, да речеме тој некој пат, затоа што ми кажавте дека имате нели афинитет кон музиката и така. Па јас со музиката почнав од доста мала, релативно мала, сега од 4-то деление некаде. Значи почнав да пеам во хор. Пеев и во школскиот хор, пеев и во женскиот, во Развигорче, па во женскиот младински хор кај Запров. И нели одевме постојано на надпревари, постојано стојувавме први места, да се пофалам. Значи тоа беше една од моите големи љубови. Да. Значи од мала сум ја сакала музиката и јас сум тип на човек кој постојано пее. Значи дали вака или нели или сега сите пееме во бањата, ама јас пеам и вака нормално, нели кога не сум на работа. Така. Па затоа и ми е драго, затоа што во нашиот разговор кога ми кажавте дека навистина сакате и дека и вие би запеале и дека тоа не е проблем, мене навистина ми е драго. Јас реков, Наташа, немојте да се оптеретувате, како и да биде, што и да отпеете. За моите гледачи тоа е интересно, затоа што луѓето кои што имаат добрата вибрација, убавата енергија во себе, нормално и да пеат, зашто ни в душите им пеат. Кој што пее зло не мисли. Така. А кој мисли не му е до песна. Ете што, Наско, гледаш ли што ќе каже еден психолог? Кој што мисли не му е до песна, затоа да не се го оптеретуваме многу умот. Наско, затоа треба да си пееме, така? Што е наше ќе си дојде. И тоа е точно. Така е. Па добро, еве сега да ја разбиеме тремата на Наташа. Ние малце вака, бидејќи сме веќе во оваа работа да запееме нешто, па Натали може да не прати или да пее заедно со нас, а потоа една песна обавезно Наташа ќе испее сама. Може, Наташа? Добро. Можеме, нели? Може, Наско. Ајде да видам малку да се... Најди ми некапната солза, дари ми несонуван сон, кажи ми еден убав збор, запеј ми, не запеам твој, кажи ми убав збор, запеј ми, не запеам твој, изгреј ми златно жолто сонце, сокри ме в некој сриен град, врати ми у дом млади снаги, како за прв пат, врати ми у дом млади снаги, махни ме како за прв пат. Многу дни пребродивме ние, како море, насмеј се со ветро што ви
главата горе, насмеј се на ветрот што вие, љуби ме и главата горе, љуби ме и главата горе. Наско, морам да аплодирам. Вие тебе. Будење со Јулија. За оваа прилика мораше да одбереме вака убави љубовни песни, Наско, бидејќи моите емисии сите зборуваат за љубовта. Абе, што да ти? Љубовта е неодминлива тема. И мораше да одбереме убави песни. И сега јас, еве, ако Наташа е спремна. Се надевам дека сум. Да. Јас би сакала, Наташа, што одбравте за вечерва? Па одбрав една многу убава песна од Симеон Гогуловски, Да. Се што сакав јас по тебе. Да, прекрасна е, прекрасна. Маестро Наско со задоволство ќе отсвири, бидејќи тоа се дел од песните на нашиот репертоар, така, Наско? Се што сакам јас по тебе, нема здив, нема бол, нема трага. Се што сторив, се што љубев после нас, беше ништо, беше празно, беше лага. Се што сакам јас по тебе, лажна ноќ стопи се како пена. Си од живот, ти ми беше, сега знам, сета лудост, сите скази, сета желба. Но ти си некаде, кај што нема да те допрам. И само празнина ми остана од тебе. А што да направам со минато, со себе, со та вистина што значеше се. Но ти си некаде, кај што нема да те допрам. И само празнина ми остана од тебе. А што да направам со минато, со себе, со та вистина што значеше се, со та вистина што значеше се. Браво, браво, браво! Будење со Јулија. Наташа, па супер, навистина прекрасно звучеше. Значи, секогаш е така, кога човек е малку повеќе се попушти, но нас навистина времето не ни дозволува толку многу за да можеме многу да се опуштаме, но јас Ќе правиш друга емисија, музичка неделја? Да, зошто да не нека специјална емисија каде што повеќе ќе пееме. Така. Мене ми е навистина драго што сакат гостите кога ќе дојдат во емисија. Од мене уште една љубовна. Ајде. Ау, која, Наско, да ја отпееме, чекај да Знаеш видам. која? Еве, нашиве, морам да ги земам, нашиве тефтери, нашиве тетрадки, Наско. И еве Па не само една водачите да видат какви се овие тетрадки, што се има внатре. Ова е, драги мои, вистинско богатство. Значи, овдека нема што нема. Знаете ли колку вакви книги? Еве, нашиот Дејан
камерманот наш да види како да видат Јуле, гледачите. Не, па тоа е убавината, Наско, ова е убавината, затоа што... Марко Цепенјов ли е, немотам се? Не се секирај, ова е убавината затоа што навистина овдека има многу стари Знаеш песни. колку ни се наоѓаат овие на свирки, Да, апсолутно. Па еве и сега ми треба затоа што секогаш кога се вака емисија во живо се случува да го заборавам текстот. И за да не заборавиме. Што сакам Наташа да ја прашам, Наташа, имате ли вие волкави тефтери на работа како психолози? Па има, можеби не се тоа толку тефтерите за мојата работа со клиентите, колку што е со книгите што кога ги пишувам книгите и кога преведувам. Така. Значи, таа, да речеме, книга што ја преведувам, е целата личи веќе на вашата. Да. Сакав уште нешто да прашам. Бидејќи вашиот сопруг е постојано со вас и ве прати, кажете ми, бидејќи сте и двајцата соработници меѓу другото, дали тој има афинитет за музика, Наташа? Дали си пеете заедно? Па да, си пееме заедно, си правиме баш онака убави вечери, знаеме и заедно на караоке да отидеме, знаеме и дома сами да си направиме. Супер. И заедно со пријатели и така. Баш ни Навистина онака прекрасно. мерак. И тој има мерак за И пеење. тој има мерак за пење. Во нека следна емисија ќе го викнеме и ќе го провериме и неговиот талент. Јуле, Кажи, сега Настя. да кажам нешто, да не те фалам, знаеш, ама Да. сега пред да си оди амбасадорот од Словачка, се сеќаваш нашиот пријател, Да. и се видовме на исфраќање и ми вика, слушај, знаеш каква забава сте направиле со Јулија, вика. Се уште се зборува, вика. Така. Знаеш, он нели практикуваше често пати да вика Да. музички Навистина, гости. прекрасни беа за И тоа. тогаш беа тоа беше кулминација, беше нашата сега. Не мора да се толку скромна, ајде се. Знаеш, Наско, не сакам многу да се Ама зошто? фалам во Зошто своите беа убави? емисии. Јас и доскоро и не пеев претежно. Знаеш што сиреме? Све стара музика сиреме. Да, знам. Евергрин. Рафаел Кара и кои беа тие? Јулија, мислам дека привлечноста на твоите емисии е баш мислам, во тоа. Најмногу во тоа, нели? Она што умеш да ги опуштиш гостите и што умеш да нели, заедно со нив да запееш и тоа. да. Благодарам. Наташа, јас на вистина на почетокот на моите емисии јас не замислав воопшто да пијам и одбегнував. Но просто самите гости ме натера. Самите гости ме натера. Инспирираш гостите на пеење. Да, и јас ми е драго затоа што покрај мене веќе сакат сите да пеат. Значи, сепак треба да им бидам една поддршка затоа што сите, просто сите не имаме таленти. И сите сакат да пеат, Наско. Тоа е дел од занатот, Јуле. Не може секој. Не може секој да. Ти пак за мене, јас зборам за гостите, Подобро ти пак за мене. ама сите сакаме. Добро. Сега ќе одиме со уште една прекрасна песна од Љубов не се бега. Сенка и Зафир, пак беа? Уште Да. Sanok sedam, sanok pijam, vino lejam, solzi solzi krijam, srce stega, a od ljubov ne se bega, a od ljubov ne se Bravo, maestro!
da sum hile jasvjetna da sum vetre i te sretna no daleko ti si selja a od ljubov ne se bega a od ljubov ne se bega. Toga može samo maestro Čapar. Ja sam čovek, teško mi je. Bolna bolka gradi je. Baram pesna, baram šega, a od ljubov ne se bega, a od ljubov ne se bega. Baram pesna, baram šega, a od ljubov ne se bega, a od ljubov ne se Јулија, прекрасно. Навистина, прекрасно звук. Песна и многу убаво ја пееш. И Благодарам. многу убаво ја свирите. Благодарам, Наташа. Ние овие песни навистина ги изведуваме од срце и кога Наташа кажа дека исти такви песни сака, дека тоа е нејзиниот избор, јас навистина бев пресекна, Наташа. Сега некој стварно на овие песни ако Ако мана најде, мислиш, така? Наташа, впечатокот сепак морам да затоа што се беше тоа во твоја чест, маестро Наско дојде специјално за вас. Да, јас многу благодарна што ете, мислам баш по тој повод. Па ќе се работуваме сега. Е главниот менаџер. Дај Боже. Добро, јас останувам, Наско, бидејќи навистина знам дека секогаш си презафатен, имаш многу свирки. Кога и да те побараат, не можеш да здивнеш, навистина имаш многу работа и мене навистина ми е драго. Значи секогаш луѓето кои што ги бидува и за нив нема криза, апсолутно. Тоа е така. Така ли е, Наско? Благодарам. Да не бидеш скромен? Да, добро. Ние рибите сме скромни. Така е, да. И многу сме осетливи. Носталгични. Нели? Емотивни. Емотивни, да. Емотивни, но еве докторката е тука, психологот е тука. Ама секогаш ме извини со позитивна енергија, што Да, да.
Значи, носталгијата мора да ја заборавиме, затоа што мораме да живееме во сегашноста. Жал балце. Наско, останува да ти се заблагодарам, драг колега, навистина. Многу ми беше драго што вечерва беше мој гостин. И мене ми беше задоволство. Во секоја прилика ти ставам на располагање, кога сум слободен. Така. Добро. Комуникациите. Навистина ти благодарам, Наско, ќе имаме прилика, ќе бидеш и повторно гост во мојата емисија. Добро. Јас би сакала гледачите навистина да го видат маестро Чапар како музицира на неговата хармоника, како виртуозна хармоника е, значи, оти мораме да кажеме дека си виртуозна хармоника, Наско. Добро, са. Вие треба да кажете, јас. Тоа би било интересно Јас нека сигурно. емисија со хармоника. Со хармоникито, Наско знае, мислам, Наско свири класика, свири се народно, забавно. Од сите нишани. Од сите нишани, што ви се рекла. Добро, Наско, ти Имаме прилика, само здравје. Така. Ти посакувам се најубаво и ти благодарам уште еднаш. Поздрав дома, поздрав на децата, поздрав на Мицка и се најубаво. Благодарам. Будење со Јулија. Наташа, ќе биде интересно за нашите гледачи. Јас во вашата книга навистина се фасцинирав со моментот на креативната визуализација. Значи, ние ќе зборуваме за креативната визуализација, бидејќи навистина имате таму прекрасни методи, но морам да кажам уште една книга која што јас на вашиот штанд додека беше саемот за книги. Значи, ова е книгата Кои сме ние на Наташа Митровска, почитувани, а ова е Умирам да бидам своја на Анита Мурџани. Ова е еден бестселер кој што навистина во светот е сега многу популарен. И всушност писателката на оваа книга е жена која што се излекува од најтешката болест ракот. И која што во оваа книга ни опишува всушност кои се причините кои доведоа таа да се разболе од рак и како на кој начин се излекува, откако излегува од таа кома. Значи и неретко и кај нас веќе луѓето почнаа да зборуваат, значи кога ќе дојдат во една состојба на кома, што се случува со тој свет кога ќе дојдат во допир со тоа. Но јас би сакала во оваа прилика, значи да кажеме, кога еден човек, бидејќи многу луѓе, има здравствени проблеми. Што всушност се случува во главата на еден човек, што тој, какви има слики, какви има мисли, тоест какви визии, за да дојде дури до вакви тешки болести за кои што ни пишува Анита Мурџани во својата книга. Па еве, например, јас мислам дека повеќето гледачи имаат слушнато за Дипак Чопра, кој што е еден од најпознатите гуруа во саморазвојот и мотивацијата, и кој што во неговата книга Квантно исцелување одлично го опишува тој процес на настанување на болестите. И фактички и обратно, нели, како да оздравиме. Да. И како да останеме здрави. Значи, тој ни објаснува како во нашето тело се создаваат мозокот продуцира одредени телца кои што се наречени невропептиди и кои што се движат низ целото тело, нели, преку крвотокот. И тука се, нели, и белите крвни клетки кои што се задолжени за нашиот имунолошки систем. Тој ни објаснува како со примери, нели, што биле негови пациенти и ни објаснува како всушност тие невропептиди и белите крвни клетки се всушност интелигентни клетки. Тоа се клетки кои што тоа е таа енергија фактички што е низ нас, што е спроведена низ нас, од која што ние потекнуваме. Тие интелигентни клетки во нашето тело ги слушаат постојано нашите мисли. Значи, цело време го прислушкуваат тој наш внатрешен диалог што ние постојано си го водиме сами со себе. Односно, тоа е диалог меѓу нашето физичко јас и нашето нефизичко јас од кое што потекнуваме. Да. И постојано тој диалог, да речеме, нашето физичко јас често пати знае, нели, ние знаеме самите себе си да се искритикуваме кога нешто нема да направиме како што треба. И да си кажеме, баш сум смотан, или баш сум глупа. Да. Или постојано, или како се плашам, како имам страф од
оваа болест или од онаа болест. Или постојано ми е умот, нели, еве и тој се разболел, ми е страв да не ми се случи нешто, или може би, нели, тој што ми е близок може да настрада некако или така. Значи, сите оние мисли што ние си ги имаме во себе, тие интелигентни клетки ги слушаат. Кога тоа се однесува на нашето тело, на нашите стравови од болести. Телото не слуша јас да не се разболам, туку слуша разболам јас, разболам јас. Умот. Да. Значи тоа е она, го имам исто примерот за немојте да мислите на розов слон. Да. И што се случува, нели, сите баш помислуваат на розов слон, затоа што подсвесниот ум не разбира негации, не разбира придавки, заменки и именки, туку за него е она главното што е во реченицата, тоа го слуша. И го чувствува, нели, затоа што ако јас имам страв, не само што моите мисли се такви, туку и моите емоции. Јас не сакам да бидам болен, ако си го повторува тоа, јас не сакам, дека всушност повикува да биде болен. Да. Тоа е како да повикува да биде болен. Значи негацијата во умот, негација не постои. Да. Затоа што во сликите во умот во тој момент се на болест. Да. Не сакам да бидам болен и се гледаш себе си како болен. Не го сакам ова. А ние фактички со тие слики му покажуваме на универзумот, на универзалната енергија или на Бог или како сакате, му покажуваме што ние сакаме. Што е она што сакаме да ни помогне да го оствариме. Така. И не можете да се молите за здравие, да барате да бидете здрави и да оздравите, а да ги имате сликите во умот на себе си како болни, на себе си како умирате. Значи, кај луѓето кои што се болни од рак, например, исто опишува Јанита Мурџани во книгата. Значи, најчесто сликите во нивниот ум се такви. Значи, од самите емоции на страв, сликите што ги создаваат во умот се слики на, значи, си го гледаат својот погреб, се гледаат како умираат, ги гледаат другите како им доаѓаат на погреб. Значи, такви слики имаат кога се влезени во стравот. Ама и се плашат од самиот збор, од самите болести си навлекуваат, затоа што многу луѓе можеби немаат причина да се разболат воопшто. Да. Можеби стравот е тој што ги поттикнува да не ми се случи и мене ова, всушност да се случи. Да. И најчесто затоа е, да речеме, многу често случај да луѓе кои што имале веќе некој во фамилија или поблиска или подалечна или пријатели кои што им се разболеле и умреле од рак, да речеме, често пати и они се разболуваат после некое време. Че тоа е многу чест случај. Затоа што го гледале тоа, затоа што мислите им биле насочени на тоа, затоа што чувствата им биле поврзани со тоа што го гледале, што го слушале. Значи, она што треба да го правиме, да го избегнуваме тој страв. Значи, не да викаме не да не бидам болен, туку да бидам здрав. Така. Или јас сум здрав. Да, па и молитва кога човек оди во црква, нели, или дома ако си се моли, молитвата треба да е таква. За здравје, молитва за здравје е не да не бидам болен, да бидам здрав и се гледате себе си во умот како здрави. Како изгледате вие како здрави. Тоа е она што треба да го гледате. И чувствата што се поврзани со тие слики, што во тој случај би ги гледале, се позитивни чувства. Тие се убави чувства. Да. Кога се гледате здрави, витални, ведри, весели и само му благодарите на Бог за тоа што сте такви во таква состојба. И благодарноста исто така многу важна. А јас во оваа прилика, почитувани мои, морам нешто да ви кажам. Нешто интересно, едно гостување, исто така на една жена која што го победи ракот во Ability центарот. Тоа е, значи, Пипи Милица Драгич Рајич Рацич. Таа исто така има напишано книгата Пат искаен од светлина или Пут саткан од светлости. Тоа исто така една жена која што го победи ракот и која што од кога се разбуди во кома после таа тешка болест, еве доаѓа повтор пат гостува во Скопје, во Ability центарот и ќе има своји предавања на кои што можете вие да присуствувате. Кој од вас е заинтересиран, еве јас овдека ќе го кажам бројот на кој што можете да се јавите и да закажете да бидете дел од тие семинари. Тоа е бројот 075 455 953. Значи, еве уште еднаш, да повторам, 075 455 953. Инаку Ability центарот се наоѓа на улица Христо Смирненски, број 31.
може и да пишувате на мејлот valentino@com.mk. Значи, ако сакате да присуствувате на едно предавање од Пипи Милица Драгич Рајич, можете да се јавите на телефонот или тоа, значи, морам да кажам, да не заборавам, да не испуштам, семинарите се од 21 мај до 1 јуни ќе гостува. Почитувани, јас во оваа прилика би сакала уште нешто, бидејќи оваа емисија има за цел нашето заедничко будење, да не освести на патот на нашето будење и себеспознание, како и да не оздрави, тоест да не исцели. Нашата задача, ако не им помагаме на луѓето, само да зборуваме, не би имала некои посебни ефекти. Јас вака додека седев на мојот Facebook и правев информации за емисијата, ми помина една објава за Ана Мишова од Ваташа, Кавадарци, која што боледува од параплегија. Тоа е комплетен прекин на нервите на рбетниот мозок поради повреда на истиот. Ана има 19 години и поради својата болест не може нормално да се движи. Современата медицина денес нуди втора шанса, терапија со матични клетки во Кина, но таа терапија чини 25.000 евра, а семејството не е во состојба да ги обезбеди. Почитувани, секој од нас може барем толку да направи, да сврти на броевите, кои што веќе вие ги гледате на малите екрани, на VIP 077 143 177, WAN 075 143 550, T-Mobile 070 143 121. Или да донирате своји средства на трансакционата сметка Стопанска банка 20000 26 557 00233. Епа, почитувани мои, да и помогнеме на Ана Мишова. Девојчето има само 19 години и може да проди. Секој од вас може да донира барем по 100 денари. Наташа, еве ќе го продолжиме разговорот. Значи, вакви горливи теми и објави, како што вие ја прочитав сега, ги среќаваме многу често. И затоа, еве, во емисијата сакам да прозборуваме за тој дел како луѓето да се спасат од болестите и кој е најдобриот начин за да бидеме избалансирани. Многу ми се допаѓаат вашите методи за креативната визуализација, затоа што на еден прекрасен начин им помагате на луѓето како да визуализираат, како да излезат од собствените црни мисли и да си го направат животот да им биде поубав. Тоа е толку едноставно и ако некој си мисли дека е тешко. Но мислам дека веќе за месец дена ќе има резултати. Да, многу едноставно и за 2-3 недели може да ја научите. Така. И да ја применувате како да сте ја применувале цел живот. Фактички таа е исто ископирана од нашата спонтана употреба, нашата спонтана способност за визуализирање. Да. Ние тоа иначе го правиме, само што не сме свесни дека го правиме. Техниката на креативна визуализација е само нешто што намерно и свесно го правиме кога сакаме да постигнеме одредена цел. За таа техника е исто така опишана во книгата, јас исто така ја работам со моите клиенти индивидуално и на семинарите. Значи, техниката на креативна визуализација е нешто што уште одамна се знае за неа. Така. И многу често има доста испитувања каде што нели на пациенти болни од рак и од други слични тешки болести им е дадено, значи ги научила како да ја прават таа техника. Тоа е техника која што бара некои 10-15 минути само на ден, не повеќе. Да.
и да самите, значи, научуваат да ја прават, се работи со, нели, малце се опуштате, длабоко дишење, нешто како медитација, секој што одел на јога, например, го знае тоа. Тој дел со малку релаксација, малку медитација и визуализирање на она што сакате да го постигнете. Значи, ако сум болна од нешто, се гледам како тоа нешто, дали тој орган или зависи која болест, ја гледам болеста излечена, го гледам органот здрав, се гледам себе си како здрава. Значи, што е она што, како јас изгледам кога сум здрава. Наташа, во кој дел од денот, кога треба кога е најпогоден момент да ние визуализираме? Што треба тој момент суптилен? Најдобро е од сабајле, така, кога веднаш непосредно после будење или навечер пред спиење. Тоа е затоа што ние сме тогаш во онаа состојба, алфа состојба што ја нарекуваат, кога се уште не сме будни сосема. Будна состојба е бета состојба, бета бранови на мозокот, а ова е алфа. Значи, тоа е состојбата во која што ние најлесно креираме, кога мозокот е најопуштен, кога е најкреативен и ние тука на подсвесниот ум фактички со таа намерна и свесна визуализација му даваме наредби, му даваме налог дека сакаме да го ствариме тоа и тоа што го гледаме во нашиот ум како слики, како намерни слики, нели, на она што го посакуваме. Така. И самото визуализирање поттикнува, значи самите одиме во вежбата кон тоа да се поттикнат што повеќе позитивни емоции што се поврзани со тие слики на здравје што ги гледаме во моментот. Се тоа покажало дека, например, луѓе кои што биле, буквално што им прогнозирале уште месец-два живот, се опоравуваат. Да. И дури има еден многу драстичен случај на човек кој што исто бил 60 и кусур годишен човек, кој што бил болен од рак, го научиле да ги прави овие визуализации и он ги правел 2 до 3 пати на ден, бидејќи бил во тешка состојба, меѓутоа сепак можел, значи додека можеме да мислиме, ние можеме да се излекуваме. Знаете зашто ве прашам? Човекот оздравел за 2 месеца, веќе немал ништо. Да, затоа што кога зборувам вака со луѓе и кога ќе речат, па знае, нели, болеста одмината, нема спас, нема, а ние гледаме дека веќе голем дел од луѓето во последните стадиуми всушност се буди и сваќа дека може да излезе од таа состојба. Затоа е оваа книга интересна, умирам да бидам своја, затоа што она е буквално во најкрајниот стадиум. Значи, она е неколку сати пред умирање, кога ја носат во болница како итен случај и кога докторите велат нема спас, значи дали ќе ја преживее ноќта. Да. Она запаѓа во кома, 30 часа е во кома и она што е најинтересно во овој случај, затоа е книгата толкав бестселер, затоа што е тоа најфасцинантното излекување до сега. Значи, она штом се, кога се вратила назад, за неколку дена оздравува. Да. Што до сега не е познато. За недела дена оди во и игра, и танцува, и пие шампањ, а со такви тешки заболувања затоа што се лимфните јазли, таа е целата, значи болеста била целата во рани, цело тело било распаднато и малте не била костур. Ето тоа. Жив леш и значи се разбудува и одеднаш бидува здрава. Да. Дури лекарите, нели, ја испитуваат пак и пак, по 100 пати прават едни исти тестови затоа што не им се верува во каква состојба ја примила, а каква е сега после тие 30 часа после комата. Так. После тоа блиско искуство со смртта што го имала. Значи, и самата порака што она ја носи од таа страна што ја доживеала додека била во кома, додека била во клиничка смрт, е нешто неверојатно и мислам дека луѓе кои што се болни ја препорачувам оваа книга да ја прочитаат затоа што самото читање на книгата може многу да ги охрабри, многу да им помогне. Да, апсолутно. Еве, ние вечерва и ќе ги подариме овие две книги, значи ќе ги подариме за нашите гледачи почитувани кои сме ние на нашата вечерашна гостинка Наташа и умирам да бидам своја, ќе бидат во ваши раце. Вие пишувајте на нашиот мейл будење со Јулија @gmail.com и нормално ќе бидете добитник на една од овие книги затоа што се одличен духовен водич на вашиот духовен пат.
А со нашево будење знаете дека секогаш одат добри книги. Затоа следете не и понатаму и пишувајте на мојот мейл. Што друго да ви кажам? Ако сака некој да се информира повеќе за книгиве, Така? да може да одат на нашиот сајт, бидејќи издавачот е Концепција, значи психолошкото советувалиште, исто така името е Концепција. Добро. Значи може да одат на concepcia.com.mk. Добро. Или на Facebook страната на Концепција. Наташа, многу од гледачите ќе се запрашат сега како всушност да мислат или еве како да креираат, да излеземе од болестите, малку да почнеме за она секојдневна креација која што би требало секој од нас да ја има. Во вашата книга има 4 главни, да речеме, чекори на тој пат за креирање, за привлекување или за манифестирање. Знаеме законот на привлечноста, еве кажавме за тие што не знаат, мора да кажеме дека значи во овој универзум има еден универзален закон на привлечност. И еве за да тој закон действува како што треба и како да ги привлечеме сите оние работи што ги посекуваме, зборуваат ми се чини тие 4 главни чекори кои што се многу децидно и убаво кажани во твоите книги. Значи се работи тој закон на привлечност што го споменавте е еден од основните закони во универзумот и токму заради тоа што она што зборувавме претходно дека сме ние енергетски суштества и дека функционираме на ниво на енергија, токму затоа овој закон може да го користиме. Тој подразбира дека слична енергија се привлекува со слична. Бидејќи се во универзумот енергија, нели, и ние самите сме енергија, ние самите постојано вибрираме на одредена фреквенција, значи потребно е таа фреквенција да ја зголемуваме и со тоа што ќе ја зголемуваме постојано, секогаш кога можеме, нели, да ги стратуваме мислите на нешто позитивно, на нешто добро за нас, да ние на тој начин ја зголемуваме вибрацијата и привлечеме она што е позитивно за нас. Значи како звучната вилушка, сите сме учеле на училиште за звучната вилушка. Нели имаме една звучна вилушка тука и друга на некое растојание во понатаму на крајот на собата, да речеме, и тие се наштелувани да вибрираат на ист звук. Да. И кога едната ќе ја удриме, ќе ја чукнеме и таа почнува да вибрира со еден звук, по кратко време и другата почнува да го испушта, да го дава истиот звук. Тоа е она што велам и во книгата, дека ние сме како радиостаница. Ние сме како радиостаница која што постојано фреквенцијата на радиостаницата. Која што постојано емитира и прима сигнал. Например, кога сакаме да го фатиме ТВ Сонце, телевизија, нема да ја ради. Вие зрачите на одредена фреквенција. И ако ја фатиме само таа фреквенција, значи само таа ако ја фатиме фреквенција, тогаш ќе ја гледаме вашата телевизија. А ако фатиме некоја друга фреквенција, ќе видиме нешто друго или нема да има ништо. Значи така кога нешто посакувам да имам во животот, е потребно да се наштелувам себе си на таа фреквенција. Наташа, знаете како луѓето често велат дека на некои други луѓе им се случуваат големи нешта, големи работи. Како да се наштелуваат, да се плашат, како да визуализираат, дали треба да бидат ограничени во она што го гледаат? Затоа што едноставно многу од луѓето изгубиле надеж и си мислат дека просто нив и не може да им се случи нешто такво. Па се задоволуваат со некои просечни нешта, со некои мали нешта од денеска за утре. Значи, каде е проблемот тука на еден просечен човек да почне да визуализира или да размислува поинаку за да му се оствари нешто како на некој друг? Па потребно е да почне да се запрашува сами од себе си. Например, има еден многу убав пример во една книга која што беше Science of Getting Rich или наука за тоа како да се збогатите. Каде што таа иста книга беше инспирација за филмот Тајната, една многу интересна книга, дури и кај мене мислам дека се почна од таа книга. Во неа има еден пример на човек на кој што му е кажано како да ги прави овие вежби и нели да човекот да замисли што би сакал да промени кај него. И сега он бил посиромашен човек кој што живеел во куќа под кирија и мислам дури немал ни печка да се грее дома, значи многу сиромашно живеел
и после некое време он се пофалил дека ете он успеал да замисли дека си купил печка да се грее преку зима и еден тепих за да му биде потопло во собата во која што живеел. И тоа му се остварило. Значи, користејќи ги оваа техника, користејќи ги сите овие принципи што го научила, тој дошол до она што го сакал. Значи, тој си ги поставил тие желби. И кога му се оствариле, тој сватил, значи видел дека ова успева, нели? Да. Ова успева, а јас посакав уствари многу малку. Значи, јас можам да посакам многу повеќе од ова. Така. Ете, тоа е она. Затоа им велам на сите, пробајте малце, пробајте за мали работи. Значи, вие можете да, ако имате некој разговор закажано за работа или нешто што е посекојдневно, да речеме, визуализирајте го позитивниот исход од тоа што треба да го направите. Так. Визуализирајте како тоа ќе биде успешно, како вие ќе се радувате. Значи, самиот резултат од она што го сакате од таа одредена ситуација, визуализирајте го и уживајте тие 5-10 минути додека го гледате како сега да се случува и како сега да се остварува, како желбата да е веќе остварена. Така. Наташа, бидејќи нашето време, значи, полека истече и секогаш во овие емисија е кратко, јас еве вака како за крај да сублимираме, значи, какви ставови и верувања се потребни за да човекот го постигне она што го сака. Еве го кажавте, ама како една убава вака мисла да го заокружиме, бидејќи сакам навистина убаво да заврши емисијата. Потребно е човек да постојано мисли на тоа што може да направи во следниот момент за да се чувствува подобро. Што е она што можам сега да го направам за да бидам среќена. Значи, пробајте да трудете се одете кон оние нешта кои што ве прават задоволни и среќни, кои да се тие. Бидете што повеќе своји, затоа што кога ќе бидете што повеќе своји, ќе бидете и многу поздрави и многу полесно ќе ви оди комуникацијата со сите. Кога ќе бидете своји, многу полесно ќе дојдете и до љубовта што ја посакувате, значи и до љубовен партнер, и до љубовта спрема пријатели, значи се она што ви е потребно во животот и финансии исто така. Така. Добро, Наташа, еве, останува да се заблагодарам за вечерашно гостување, на вистина ми беше драго што се дружевме, што да ви посакам да останете и понатаму така ведри, весели, здрави, поздравете по дома и да се видиме пак за убаво зарно. Фала, Јулија. Многу ми беше драго, благодарам на поканата, ми беше чест да учествувам во оваа прекрасна емисија. Па ете, се надевам дека е така, бидејќи сите гости што гостуваат го имаат истото чувство. Гледачите, публиката од ден на ден се поголема затоа што сите се желни да дознаат што повеќе, како да си го направат животот да им биде поубав. И еве тука, вечерва е крај, Наташа, на нашиот разговор. Па се надевам дека пак ќе се видиме, пак ќе имаме нешто ново за разговор. Секако. Благодарам. Почитувани, и еве за крај, ќе прочитам уште нешто од книгата на нашата вечерашна гостинка, кои сме ние за наша вечерашна одјава. Универзумот во кој живееме е ментален универзум и тоа е она што менува се. А во тој ментален универзум ние сме ментално најсилните суштества со неограничена моќ на имагинација. Каде и да сте во моментот, вашата имагинација може да ве одведе онаму каде што сакате. Ваше е да одредите каде сакате да одите. И не заборавајте, возот кон саканата дестинација поаѓа секој ден. Вие само треба да одлучите да се качите во него. Добра ноќ, почитувани мои. Останете ми во добро.
Будење со Јулија. Mani Padme Hum, Om Mani Padme